Да, добродојдовте во подкастот на Глас. Мој гостин е кандидатот господинот Бајрам Реџепи за градоначелник на Тетово од Националната алијанса за интеграција. Ви благодарам пред се што прифативте да бидете гостин во подкастот на Глас.мк. И јас ви благодарам за поканата. Така. Се надевам на позитивна атмосфера, на сепак искрен разговор кој што и граѓаните го очекуваат. Мораме да признаеме дека се почесто при повозрастните генерации се префрлаат на социјалните мрежи. Јавноста е сведок дека и вие сте доста присутен на социјалните мрежи, поради тоа и одлучивме да го организираме овој подкаст со цел да допреме до пошироката публика, до младите, меѓутоа и до сите генерации кои што сега во последно време се поретко ги следат оние мас медиуми. Па како влез на овој подкаст, кој е Бајрам Реџепи? Јас сум роден во 1978 година, значи 47 годишен. Женет, татко на 3 деца. По професија сум IT инженер. Студиите ги завршив на Природно-математички факултет во Скопје, во УКИМ. Постдипломските студии во Штоловиот универзитет тука во Тетово. А работев 5 години во Министерството за транспорт и врски. И тоа ми беше многу убаво искуство, иако стварно со работа сме почнале далеку пред тоа, мислам, со програмирање од време на студии, но искуството во Министерството ми беше многу битно и многу корисно, бидејќи јас 2 години работев во секторот за телекомуникации и IT во Министерството, после бев 2 години шеф на кабинет во време кога Министерството беше конгломерат од ингеренции, мислам, од просторно планирање, од одобренија за градба, целиот транспорт беше таму, менаџиран, инфраструктурата исто така, патишта, од пошти, беше пола од државата во тоа време. И тоа беше многу корисно за да можам некако да го научам целиот државен апарат како функционира. После тоа отворивме еден приватен бизнис 2007 година за еден мој школски пријател. И работевме многу долго во тоа. Во 2008 година отворивме исто во Тирана, се префрливме во секторот на телекомуникации и тоа ме поврза со една француска компанија за која што работев долго време. Бев како регионален директор, една огромна француска компанија со околу 13.000 вработени. Тамо направивме многу добри екипи кои што ги носевме по целиот свет, работевме во цела Европа, во Middle East, цела Азија, во Африка исто така. Тоа беше мислам едно добро искуство во секторот на oil and gas, посебно на природниот газ. И затоа се префрлив после во операторот за пренос на природен газ во државата, бев директор од 2018 година. 2020 бев избран како пратеник во собранието, но останав неколку месеци само, па пак се вратив во операторот за пренос. Тоа предпријатие ја најдовме во многу тешка ситуација, во 60 на квадрати под кирија, без сопствени коли, без ништо не функционираше, заглавена во долгови и верувајте, тоа предпријатие на крај ја оставивме со околу 80 милиони денари профит. Значи беше една многу успешна приказна. Работевме на многу големи проекти, 100 милиони евра беа во тоа време вртени низ тие компании кај што јас ги менаџирав, многу успешно. Тоа предпријатие, верувајте, денеска има 10.000 метри квадрати сопствен простор. Го изградивме целиот гасовод во државата за многу кратко време. Од Куманово до Битола, целосно изграден, и од Арачиново до Гостивар исто така целосно изграден. Би рекол дека беше многу успешна приказна. Исто така бев еден мандат како советник во советот на општина Тетово и тоа ми беше добро искуство да знам све што се случува во општината, да ги научам сите постапки, како се носат одлуките и некако бев долго време на двете страни од масава, мислам и во приватниот и во државниот сектор, така што таа комбинација ми помогна многу за да ги научам многу добро и законите и во другите земји, да направам компарација помеѓу нашиот системот во другите држави. Нормално би сакал тоа искуство да го донесам и во Тетово. Да. Според вашето портфолио кој што сега го кажавте, може и да видите пред граѓаните дека не сте од тие политичари
кои што сакаат да влезат во политиката само за да се изградат и успеат. Затоа што знаеме дека искрено голем број од политичарите влегуваат баш за таа цел. Еве вие сте имале успешна кариера, меѓутоа сепак сте влегле во некој предпријатие под државна капа, тој успех да го продолжуваат. Па, ќе ви кажам една многу интересна работа, многу интересна средба што имав пред повеќе години со претседателот на ДУИ. Јас нормално во тие средби се обидувам, мислам, да ги дискутираме проблемите и многу се жалев, ова треба поинако да се прави, ова не е добро, овој проблем треба да се реши, овој другиот. И тоа беше многу долга дискусија и многу интересно ми беше дека тој внимателно ме слушаше цело време и на крај ми вика, овие проблеми, вика, луѓето ги решаваат, не се решаваат, вика, со стапше. И вика, дај, дојди реши ги. И останав нем. После тоа не знаев што да му кажам и стварно почнав да мислам дека не може во политиката да бидат само луѓе што останале без работа и што сакаат да градат кариера, мора некако да се приклучиме да помогнеме во решавање на одредени проблеми и му кажав тогаш на претседателот, викам, знаете што, викам, директорска плата или пратеничка плата е помала од нашите дневни трошоци што ги правиме тука. Тогаш имаше еден бум од проекти не само кај нас, туку и во целиот регион, во Middle East, и почнав некако да мислам дека ако оставиме вака ретроградно да се движат процесиве кај нас, можеби многу брзо ќе дојдеме и моите деца да гледаат спас само надвор од државата и тоа ме уплаши. Ме уплаши кога видов дека стварно се случува тоа. Стварно сме во многу незгодна ситуација во таа смисла дека луѓето, децава, посебно младите, не гледаат перспектива кај нас, немаат некоја надеж, изгубиле надежта и реално тоа ми беше причината зашто одлучив некако и да прифатам да бидам кандидат и да прифатам да се вратам во политиката, иако ја бев цело време, мислам, дел од ДУИ, но главната причина беше баш проблемот со губењето на надежта на нашите деца да живеат тука. Тука доаѓаме до премисата делувај локално, мисли глобално. Најверојатно сакавте да почнете од Тетово, затоа што сведоци сме дека градот Почар има доста проблеми. Кој беше пресудно за да прифатите? Ви понудија, ви асистираа да ја прифатите оваа функција? Сега, нели, во оваа трка или пак можеби ваша беше желбата поголема? Па не, тоа беше многу долго време анализирано. Тоа беше резултат на една длабока анализа, длабоки консултации, анкети, исто така, и нашата цел беше да најдеме начин како тука да запреме овие процеси ретроградно да се движат во нашиот град, бидејќи состојбава е хаотична, се случуваат масовни кражби во нашиот град, луѓе што сега менаџираат таму, 90% од време да го поминуваат како да продават некој земјиште, да ќарат нешто за себе, една мала група на организирани луѓе што не го сакаат градот. И беше долго време дискутирано кај нас за кандидатурите, но одлуката беше како резултат на длабоки анализи, на анкети и секако дека не смеевме да пуштиме некој кандидат кој што нема шанси да победи. Во ваков случај да се сигурни дека нашата победа ќе биде сигурна во Тетово. Затоа се одлучив некако да влезам. Да. Одамна, можеби пред една деценија, активно прашање на кандидатите за градоначалници било зошто сте прифатили да бидете прв човек на Тетово ако ги знаеме наталожените проблеми. Еве сега сме 2025 година, овие проблеми се купишта, еве. Изминативе неколку месеци, очигледно ќе зборуваме подоцна за тие проблеми, се проблеми кои што не може да се надминат.
Дали сметате дека дел од тие проблеми можеби ќе се ублажат или пак сте убеден дека тие проблеми ќе се решат? Па токму заради тоа и прифатив, за да ги решиме проблемите. А не е точно дека не може да се решат, секој проблем е решлив. Прво треба добра волја, треба работа, треба на луѓе на целиот тим што ќе работи во градов, да не им биде паметот како да крадат, туку да направат нешто добро за градот. Моменталната ситуација кај нас во Тетово е многу лоша. Мислам, буквално све е полошо пред 4 години. Значи, чистотијата е полоша, мислам, еколошката страна е полоша, инфраструктурата е полоша, ветува се и се што, мислам, ништо не реализира од тоа. Например, ветува дека ќе изгледа стадион, денеска имаме една трибина помалку од стадионот, а тие ветија дека до крајот на мандатот ќе биде изграден стадионот. Ветува изградба на нови школи, напротив имаме едно школо помалку, тие срушија и една од средните школи. Ветува дека ќе го решат проблемот со сообраќајот, имаме далеку полоша ситуација во сообраќајот. Ветува дека ќе изградат неколку базени и актуелниот што постоечкиот не може да го издржуваат. Ветува подвожњак во центар, нема ништо од тоа. Мислам, ако гледате што све ветува, апсолутно не дека не ги направија, туку све ретроградно идеше, све полошо е, моменталната ситуација е полош. Ветува дека ќе го намалат јавниот долг, општинскиот долг го зголемија. Мислам, од друга страна ги зголемија и даноците. Го зголемија и цената на паркингот, а ветува дека ќе биде бесплатно се додека ќе се реши тој проблем. Ветува нови паркинг катни гаражи, ништо не направија од тоа. Значи, ако гледате споредба денешната ситуација во споредба со ситуацијава пред 4 години, моето убедување, а гледам низ Тетово, мислам во цело Тетово е убедувањето дека е све полошо од пред 4 години, затоа ние влегуваме со јасен план, со јасни проекти, проекти што може да се реализираат, за да се решат одредени проблеми. Нема да биде лесно и брзо, нема за овие тешки работи во градов лесни решенија, но верувајте дека имаме многу јасен план, имаме јасна стратегија со многу добри екипи што го сакаат градот. Овие проблеми еден по еден да почнеме да ги решиме и конечно луѓето да сватат дека може и поинаку да се менаџира нашиот град, а не како досега. Мислам, жалосно е ова што се случува денеска, мислам, една груба навреда за нашата интелигенција, за тетовската интелигенција, за тетовската цивилизација. Гледате, например, за Нова година не се украсува градот. Тоа е неколку срамотно. Не знам како да го опишам тоа. Да преминеме на тие локални теми кои што сега ги начнавте на кратко. Што би презеле во врска со урбанизацијата, јас можеби тука би потребил и погруб збор узурпацијата на јавниот, меѓутоа и на приватниот простор. Затоа што сметам дека од тука започнуваат проблемите. Ако имаме узурпација на јавен простор и на приватен простор, немаме зеленило, немаме проветрување на воздухот, имаме загаден воздух, немаме градски парк, една рак рана на тетовчани. Што вие би презеле по тој поглед, ако се знае дека за да имаме нормален урбан развој треба да имаме урбанистички генерален план, кој што се уште не е донесен за жал и заради тоа хаотично не се случува ова што се случува во Тетово веќе 2 децении. Слушајте, реално ако гледате што се случува во општината сега, една тотална неписменост. Мислам и ова жалосно да се остави вака. Моментално градбата во градот не го организира и не го планира општината. Го планираат и како им текнува на 2-3 градежни компании кои што го гледаат само нивниот профит. Апсолутно немат капацитет да донесат генерален урбанистички план, кој што за жал 20 години не е донесен. Немаат можност ни дупови да донесат, ни детални урбанистички планови во градот. Значи,
воопшто не се контролира никоја градба. Сведоци сме како никнуваат како печурки градби сегде, мислам згради сегде во градов, апсолутно без никаква анализа, дали има место за паркирање, дали има можност толку многу луѓе да се приклучат на канализација, колку е капацитетот на канализација, на водоснабдување, на паркинг места, на влез-излез на тие луѓе. Мислам, тоа кога не го планира градот, општината, приватните компании немаат гајле како ќе се гради тоа. И за жал имаме еден тотален хаос во градот. Бидејќи нашиот град, тој урбаниот дел од градот бил изграден кој имало 40.000 жители, кој имало околу 3.000 коли во градот. Денеска имаме околу 60.000 регистрирани коли, имаме околу 100.000 жители во Тетово, заедно со студенти што доаѓа дури повеќе, и затоа се гледа ваква хаотичност во градот. Нашиот план е да формираме едно јавно претпријатие кое што освен други ингеренции ќе биде и задолжена за да ги црта сите планови. И тоа претпријатие ќе функционира некако и да се заобиколи сегашната ситуација со огромниот долг што го има општината и со блокирана сметка. Тие ќе ги прават сите планови во градот. Ќе ангажираме млади инженери, ќе ги лиценцираме и претпријатието ќе се лиценцира, и тие нивната задача ќе биде цело време да носат планови за Тетово, за оние да го организираат, мислам, општината да го организира целиот урбанистички дел во градот. Не може градежниве компании како им текнува да ги направат зградите. Но многу е битно да се каже дека тоа претпријатие ќе функционира, ќе има неколку ингеренции. Ние ќе го преиспитаме и најверојатно ќе го раскинеме одма и договорот за јавното осветлување, бидејќи околу 8 милиони денари месечно влегуваат во општината, треба да влезат во општината, а сега влегуваат во приватни компании од нашите сметки, и ќе ангажираме неколку екипи, со машини опремени за цело време да градат улици, патишта низ градот, да не биде тоа злоупотребено, бидејќи во моментов има страшна злоупотреба и по цените и по количините што се случува при градбата на неколку улици. Единственото нешто што они се палат, а верувајте дека не се прави тоа за градење на патиштава на улиците. Напротив, за да можат да фактурираат енормни, големи, фиктивни фактури, фиктивни долгови кон општината, и тоа мора еден ден да престане. Не може вака да се продолжи, бидејќи во ситуација која порасна и таксите, која порасна и сите други давачки кон општината, да се зголеми јавниот општинскиот долг, нема елементарна логика. А тоа се случува заради страшните злоупотреби што денеска се случуваат во нашиот град. И тоа претпријатие ќе биде некако единственото што ќе може да функционира нормално, ќе гради брзо, многу брзо ќе почне да гради низ градот, ќе го планира градот, оние ќе бидат задолжени и за донесување на генералниот урбанистички план, бидејќи конечно мора да се направи поред и градбата и целата инфраструктура низ градот. И булеварите, и градбите, и ширењето на градот, и одобренијата за градба да бидат контролирани, и јас се надевам дека тетовчани за прв пат ќе гледаат дека може и така да се функционира и да направиме едно нормално општество за живење. Кога зборуваме за злоупотреби во однос на урбанизацијата, мора да признаеме дека тие злоупотреби најпрвин ги направија централните власти кога во рок од 10 години донесува 20 закони за градење. И сега и вие сте повеќе можеби од мене запознаени кога се гради некоја зграда, општината дава дозвола за урбана парцела, а не за урбан блок. Затоа никнуваат згради кои што се без ниту 5% зеленима. Сега последниот случај, што е многу контрадикторен и интересен за јавноста, е случајот со Монопол, каде што се урнаја зградите, тоа буквално е урбана парцела, меѓутоа инвеститорот вели дека
тука ќе има зеленило, земајќи го жена паркот, кој што веќе постоечка јавна зелена површина. Дали сметате дека конечно треба да се стави крај на ова урбано лудило, каде што инвеститорите кога ќе градат вакви згради, вакви огромни зданија, да има 20% зеленило. Тоа го налага и законот, меѓутоа законот не се почитува, посебно во овие големи огромни зданија каде што има можност да се направи зеленило, меѓутоа никој тоа не го прави. Овој случај не е само во Тетово, овој случај во последно време и во другите помали градови во Македонија, меѓутоа и во Скопје, во главниот град, знаеме како функционира ова урбана мафија која што го узурпира јавниот простор за да покаже пред јавноста дека има зеленило, меѓутоа нивните парцели не ги пренаменуваат во зеленило, туку во градби, во паркинг простор. Кој е вашиот план едноставно малку да се растерети ова урбанизација, ова урбано лудило, ја пак би го нарекол за град Тетово? Вие ме прашавте дали треба. Мојот одговор не е дека треба, тоа мора да престане. А тоа, кога рековте дека жена паркот го вклучуваат како нивно зеленило, тоа е дел од тоа што ви кажав преска, дека е страшна злоупотреба во секоја смисла и го спомнавте и понижување на нашата интелигенција. Мислам дека тоа е срамота. Срамота да се понижи еден цел народ со такви трикови, страшно понижување. А кога го спомнавте монополот, тоа не е само во смисла на бетонизација, тоа е страшна злоупотреба, бидејќи фирмата, компанијата која што го има купено за 7.000 евра таа парцела, во меѓувреме склучила договор, дури пред време, за продажба на 5 милиони евра. Значи тоа што е купено 7.000 евра е продадено 5 милиони и 5.000 евра. Точно. Мислам, ги видовте, мислам, беа и во јавноста, јас ги видов од јавноста тие договори, страшни договори. Но најлошото е што се уништува зеленило и се бетонизира сегде во Тетово. Мислам, не е само во тој случај. Гледајте и во Борис Кидрич што се случува. Ми се плачеше кога видов дека такви дрва се сечат низ нашиот град. Нашиот план не е дека ние ќе забраниме градби. Мора да се гради. Но тоа мора да биде со план. Мора стручни луѓе да предвидуваат кај треба да се гради и какви градби треба да се прават. Не може тоа да биде организирано од градежниве компании. Но ние имаме Тие градежни компании очигледно се во општината. А сега не би сакал да набројам. Да, разбирам потполно, меѓутоа каква е историјата. Но ја гледаме реалноста, го гледаме сите. Не е дека јас знам повеќе од граѓаниве дури подобро од мене гледа што се случува. Но битно е да се каже дека ние планираме во текот на 4 години да насадиме по секоја година околу 2.500 нови дрва. Зеленилото ќе биде наш прв приоритет. Чистотијата ќе биде прв приоритет. Но кога го кажавме уште пред неколку денови дека за прв пат Тетово ќе добие парк. И тоа ќе биде единствениот парк во Тетово. Кои би биле површините кои што би го сочинувале овој градски парк? Дали дел од тие површини кои што ги бара од иницијативата Тетово сака парк или пак можеби на друго место? Вака, ние ова седнавме и со многу стручни луѓе го анализиравме каде може и што може да се направи. Тетовската касарна има обврска да се тргне од населеното место. Воениот дел. Нашиот план е некои 75% од таа површина да остане парк. И тоа не е мала површина. Таму има околу 150.000 метри квадратни што може да биде парк и тој ќе биде еден многу убав парк. Со езерца внатре, со седишта, со зеленило, со све. Овој другиот дел на касарната ќе се префрлат сите институции. И бенефитот ќе биде многу стран. Прво, ќе се донесе полиција, ќе се тргне од Горна Чаршија, бидејќи целиот хаос во Горна Чаршија го прави полиција и службите и нормално и луѓето што барат услуги од таму. Мора по секоја цена и другите институции што гравитираат во центарот, како што е судот
Јавното обвинителство, правобранителство, општина, сите подрачни единици на другите институции кај што гравитират една огромна бројка на вработени, а нема таму паркинг места за 100 луѓе, а таму гравитират околу 1500 луѓе дневно, кај што не го узурпира целиот градски, централниот дел на градот, и ние сите институции ќе ги префрдиме, ќе ги адаптираме овие објективе тука и ќе биде како административен град, како мини административен град со целата инфраструктура, со паркинг места и за вработените и за странките што доаѓаат да барат услуги. Ќе биде многу добро организирано и многу пристапно е тоа место и многу лесно се стигнува до таму. Од друга страна, бенефитот е дека го добиваме за прв пат единствениот парк, голем парк во Тетово, и го растеретиме целиот урбанистички и сообраќаен хаос што се случува и во центарот и во Горна Чаршија заради тие институции. Што би било со постоечките институции како општина Тетово, полицијата тука, дали планирате нешто? Еве, знаеме дека сведоци сме дека нема доволно паркинг простор во Тетово, дали можеби? Па апсолутно тоа е намерата, мислам. Според нашиве анализи со стручни луѓе што ги направивме досега, таму ќе се градат катни гаражи и тоа ќе биде со ЈПП, бидејќи општината и јавното претпријатие за паркинзи се лимитирани со средства да може да ги градат сами. Тоа ќе биде со јавно-приватно партнерство. Дури не само во кај што е полицискава станица сега, не само кај што е општината и судот, дури ова матичнава служба во Горна Чаршија има еден убав простор кај што може да го опфати целиот тој предел. Прв да добиваат една можност за паркирање, бидејќи хаотично, мислам, ништо не е планирано кај ќе се паркираат тие коли, го зафаќаат целиот јавен простор. И најверојатно тие места поголемиот дел, но сепак ќе биде предмет на една длабока анализа од страна на стручните служби, може да се користат и за некои други намени. Не е лесна постапка. Ова ќе биде многу комплицирано, но заради тоа што е комплицирано, треба ние да го направиме. Оти други, овие сегашниве немаат минимален капацитет за вакви големи проекти да реализираат. Ги начнавме овие теми, меѓутоа голем проблем во Тетово и сообраќајниот хаос, вечни теми и проблеми се пробивањата на булеварите. Булеварот Илинденска, знаете до каде завршува, меѓутоа и други булевари. Дали конечно се планира да се донесе план за пробивање на овие булевари, или пак можеби имате некои други решенија за растретување на сообраќајот, затоа што реално сообраќајот, според мене и според доста сообраќајни експерти кои што сме ги консултирале, најголем проблем е што Тетово се користи како транзит од другите рурални општини. Што со тој проблем? Кој е решението? Зоки, ние нема да ветиме дека Илинденска ќе се пробие во овој мандат, бидејќи тоа е многу скап процес. Мислам, моите не ветувате се и се што? Не. Апсолутно нема да ветиме нешто што не може да се реализира. А проценките што ги направија нашите стручни служби за пробивање на тој предел ќе бидат потребни меѓу 8 и 10 милиони евра за експроприација, бидејќи има многу големи куќи таму. А со оглед на сегашната ситуација, финансиската ситуација на општината, тоа е многу тешко да се направи. Нашиот план е да го пробиеме Благоја Тоска и тоа ќе почне одма, мислам од првиот ден. Ќе се продолжи Илинденска према Гостивар, мислам ќе биде до приклучокот на обиколницата. Ако се создадат можности и за Илинденска за да продолжи до стадионов, ќе се почнат постапките, но ја немам намера тоа да го ветам, бидејќи ќе треба после 4 години пак да се согледаме во очи со луѓево и нема ништо да ветиме што не мислиме и ќе биде тешко за реализација. Ако се создадат такви можности, секако дека ќе се почне, но тоа јас нема да го ветам. Да.
Растретувањето на сообраќајот не се решава само со пробивање изградба на улици, сведоци сме, туку и со промена на навиките на луѓето, меѓутоа за да ги промениш навиките на луѓето мора да создадеш услови. Што значи тоа? Велосипедски патеки, прво и основно градски превоз функционален кој што нема да оди од центар до школовиот универзитет за половина час. Затоа и луѓето не го користат толку јавниот превоз баш поради ова закочување на сообраќајот, посебно на автобуските постојки. Кои се вашите, да не речем, ветувања, односно планови за луѓето повеќе да возат велосипеди, ако знаеме дека Тетово е град со мала површина, доста оптимално средство нели за Тетово и за јавен градски превоз. Велосипедските патеки сигурно дека ќе ги направиме, но кај градскиот превоз има неколку проблеми. Они ветија дека ќе го решат тоа, денеска ситуацијава е дека имаме неколку автобуси помалку од тоа што го беше пред 4 години. Ја мислам дека е многу проблематично, го анализиравме тоа со нашиве стручни служби, дека возењето на такви големи автобуси во градов е многу тешко да се организира. Далеку полесно е да се организира тоа со минибуси, со помали автобуси, и тоа ќе бидат неколку линии пуштани и меѓуградски и меѓуопштински, и тие ќе се користат исто и за превоз во нашиве населени места во Тетово. Например, ќе се пуштат организирани неколку линии, да речеме, со општина Боговење, со општина Теарце, со Борвеница, со Желино и така натаму, и тие ќе почнат од одредени места со помали автобуси или минибуси, и тоа ќе биде многу полесно да се пробиваат низ овој тежок хаос во сообраќајот што се случува денеска. Ја мислам дека тоа многу полесно ќе функционира и за прв пат граѓани ќе имаат можност да користат баш организиран превоз низ градот. Да. Овие за овие работи кои што разговарав, нели, зеленило, јавен превоз, узурпација на јавен простор, урбано лудило и слично, сето тоа доведува до големо аерозагадување. Ако не се решат проблемите, тогаш секој град страда од големо аерозагадување. Еден од тие градови е Тетово, каде што за 2-3 месеца сигурно PM10 частичките ќе надминат повеќе од 10 пати од максималните граници. Знаеме дека за ова не можеме да го решиме со краткорочни мерки, меѓутоа дали ве имате некоја долгорочна стратегија за облажување на големото аерозагадување во градот Потчара? Во аерозагадувањето има неколку фактори. Едниот фактор е градбата, неконтролираната градба што се случи во нашиот град, и тоа е многу тешко да се среди. Но има и други фактори. Другиот фактор е начинот на кој се греат луѓе во преку зима. Користат се и сешто. Прво тоа треба да се контролира, треба нашите инспекцијски служби цело време да се на терен, бидејќи не само дрвја и многу други недозволени енергенси се користат за грејење, и тоа мора да запре, но долгорочното решение за градов е користење на природен газ. Ние, природниот газ, мислам цевководот е до самиот влез на Тетово. За жал, актуелната влада не го продолжи. Требаше само да се потпише договор и да почне градбата на дистрибутивниот систем низ градовите. Сегашна влада ништо не прави во таа насока. Јас сум уверен дека нашиот притисок ќе биде голем за тој проект да се продолжи. Ако нема да го продолжат тие, ние ќе најдеме начин сами да го реализираме тоа, бидејќи користењето на природниот газ и загадувањето ќе го реши, но ќе биде многу поевтин енергенс и за граѓанивот, и користење на електрична енергија е скоро 3 пати поскапо отколку користење на природен газ, не само за грејење, туку и за сите други потреби, како во кујна, во грејење на водата и така натаму. И во долгорочните проекти, гасификација, единственото решение за намалување, драстично намалување на аерозагадувањето во нашиот град. Господине Реџепи, за жал еве се уште сме 2025 година, меѓутоа се уште се зборува за етноцентрични теми, нешто кое што не дозволило на европско
тло. Ќе биде ли кандидат на сите граѓани на Новој Град? Апсолутно да. Јас не познавам разлики и сите луѓе што ме знаат, ова го знаат. Дека кога немаме вода, немаме сите. Кога гледаме нечистотија, исто е за сите. Кучињата што ги имаме низ градот не познаваат ни националност, ни вера, ни други различности. Кога се заглавуваме во сообраќајот, исто е за сите нас. Така што разликите јас ги гледам како предност и апсолутно не ги гледам како недостаток. Ние треба да живееме едни со други, а не едни покрај други. Ја еднаш бивам кажано и во собрание дека различностите меѓу луѓево настанале во минатово заради неможноста на движење на луѓе и на информации. Јас сум убеден дека многу скоро овие ќе исчезнат, идеме кон страшна конвергенција и ако ги гледате нашиве деца, се почувствува веќе тоа, оти оние апсолутно не гледаат различности, на нив им треба забавни паркови, им треба дискотеки, им треба подобри плати, им треба надеж и таа надеж не познава нити националност, ни вера, ни други различности. Така што да сте апсолутно сигурни дека јас такви различности не правам. Напротив, сакам Тетово после 4 години да го видам како еден развиен град со една развиена попова шапка, кај што ќе се донесат огромен број туристи, со функционална гондола, со полни дискотеки, со полни кафичи, бидејќи пола од тие луѓе што ќе дојдат на попова шапка треба да преку ноќ да спијат во Тетово и некако ќе вратиме надежта кај децава кои ќе го видат така пол град со луѓе, со ентузијазам, со пари, со работа и да знаете дека еден од првите и најбитните приоритети ќе ми биде да донесеме некоја надеж и перспектива за нашите деца и тоа нема никакви различности. Знаеме во каква состојба социјална се граѓаните на Тетово па и на цела Македонија, меѓутоа сведоци сме дека во последниве неколку години се покачуваат и цените за комунални услуги и за данок на имот, меѓутоа услугите некако не се задоволни граѓаните. За жал тоа е нашата реалност. Имаме покачени такси, имаме покачени цени за услугите и тоа неколкократно, а од друга страна па немаме подобрување на тие услуги. Нашата цел од првиот ден ќе ги преиспитаме сите тие договори, ќе ги смениме методологиите како се пресметуваат, например, данокот на имот, и сакам да ги уверам граѓаните дека сите овие цени ќе се намалат. Ќе се намали и данокот на имот, ќе се намалат и цените на другите услуги, како што е на ѓубрето, на водата, и ќе видиме, мислам, под кои услови јавното претпријатие за паркинзи, кај што се покачи за 33% просечно цената на паркинг услуга, со толку големо покачување, покажуваат негативни резултати. Значи, работат под загуба. Сакам еден апел до граѓаните да пратам дека овие сегашниве постапки што се по извршители да се трпат, мислам да чекат неколку месеци, бидејќи ние тој проблем ќе го решиме и нема да дозволиме вака крвнички да се земат парите на граѓаните. За на крај, Кусо, како ја оценувате до сегашната неофицијална кампања, се уште не е започната, ве кратко ќе започне? Многу добра, многу прифатлива, гледам дека сегде кај што идеме истиве проблеми, нема никакви разлики во смисла дека некои етнички заедници имаат поразлични од другиве и затоа да сте сигурни дека и решенијава ќе бидат заеднички за сите и тука нема да има никакви различности. Ви благодарам за овој разговор и благодарам за овој подкаст. Ви посакувам успешна кампања и фер и демократски избори.
И јас ви благодарам што бевме дел од вашиот подкаст. Благодарам.